Почитуван председател, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Денеска на оваа комисија имаме можност да проговориме околу новиот предлог на закон за заразни болести, заштита од заразни болести, за измена на тој закон, кој за жал како предлог кој што беше доставен до нас, а во интерес на јавноста, представуваше еден предлог на текст во кој што не се предвидува ниту една од овие мерки кои што денеска се поднесоа во делот на амандманите. Така да помина период од 2 недели во кој што најмалку, во кој што ние како опозиција, што на мене навистина многу ми пречи, бевме обвинувани дека кочиме носење на закон кој што ќе предвиди мерки со кои што ќе се ублажат, ќе се намали пандемијата од коронавирусот и дека ВМРО ДПМН и опозицијата се единствени кои што го попречуваат она што се вели борба против епидемијата. Но за жал реалноста беше многу подруга. Ви поднесовте предлог закон кој што немаше врска со денешниот, затоа што денеска низ амандманите кои што ги предлагате сакате да го допрецизирате тој текст кој што можеше да биде прецизиран уште пред 2 недели и со тоа да изготвиме сите ние заедно нов закон за заразни болести кој што ќе биде во интерес на општото добро и на јавноста, односно на јавното здравје на сите. Така, значи морам да во интерес на јавноста да кажам дека во делот на законот не се предвидува денешните амандмани и денешните мерки кои што се предложени, особено во делот на амандманот кој што е сега на дневен ред, односно амандманот со архивски број 3, во каде што се предвидуваат носењето на лична заштита, понатаму задолжителна самоизолација, забрана за групирање во домови, забрана за групирање на јавен простор, други мерки утврдени со закон и така натаму. Значи ниту една мерка од овие мерки во овој амандман не беше дел од законот, од предлог на законот. Сметам дека овој предлог закон многу вешто ви послужи, за жал да се замајува јавноста дека некој друг е виновен за моменталната состојба. Но не беше така, почитуван министер. Знаете и вие дека постојат мерки кои што и до сега се имплементирани, мерки кои што ги носеше владата претходно и во период на техничката влада, па и денеска кои што се на сила. И сметам дека освен во делот на глобите, каде што има допрецизирање со овој амандман, нема ништо спектакуларно во овој закон, што ќе укаже на фактот дека овој закон бил пречка за да се намали, односно да стагнира бројот на ново заразени. Не е така. Проблемот, според мене, иако не сум од фелата, но сум не сум здравствен работник, но сум во здравството, сметам дека овие мерки сами по себе нема да донесат ништо ново спектакуларно, односно проблемот е во спроведување, односно на начинот на спроведување на мерките и тука се поставува прашањето колку овие мерки се добри, во ред, ќе речете дека во целиот свет се истите мерки, дали овие мерки подеднакво треба да важат на цела територија на Република Македонија, дали не треба да важат одредени мерки на одредено подрачје кое што е зафатено посериозно со поголем број на заразени, односно на смртни случаи и така натаму. Значи се поставуваат илјадници прашања на кои што не само јас, туку нема одговори народот. Народот бара одговори, затоа што народот е навистина исплашен. Народот е загрижен дека не може да дојде навремено до услуга од јавното здравство. Се потешко доаѓа до она што се вели обична анкета, камоли до тестирање, па затоа тука се поставува прашањето за она што го прават приватните лаборатории, но тоа е веќе друго прашање. Така да бројот на новозаразени во Македонија и бројот на смртни случаи енормно расне, тоа е факт, повеќе од 100
луѓе починаа за една недела, што е навистина огромна бројка. Сите ние сме тука сведоци на наши пријатели, познаници, семејство, фамилија кои што се заразени и кои што се во висок ризик да го загубат дури и својот живот, а при тоа плашејќи се дека нема да стигнат до услуга. Исто стигнат до услуга. Исто така во делот на амандманот се вели дека носењето на лична заштита на лицето, тука стои респираторна маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама, шал, памучна марама или шал, бандана и слично, при излегување надвор од својот дом. Дали тоа значи дека секој и сите ќе мораат да носат заштитни маски кога ќе го напуштат својот дом? Дали напуштање на својот дом е напуштање на својата собствена куќа во која што живееме? Дали тука влегуваат бебињата и децата кои што се на мала возраст? Дали тука влегуваат спортистите? Ако влегуваат спортистите, на кои спортисти би се однесувал овој закон? Јас како правник искрено не се сложувам со ваков начин на законски решавање на овој дел, но еве вие се одлучивте на овој, затоа што законот е општ акт, а со ова се уредува специфична материја. Доколку се работи понатаму за спортист, дали некој што носи патики се смета за спортист, дали тоа ќе важи за на отворено и така натаму. Се поставуваат илјадници прашања кои што вие ќе ми одговорите дека во истиот овој амандман стои дека владата на Република Македонија на предлог на Министерството ќе одлучува кои од мерките од ставот 6 ќе се применат, случаите и така натаму и така натаму. Сметам дека навлегувате во специфична материја за мерките која што не е место тука, не е место на оваа амандманска расправа, затоа што на крајот на краиштата повторно од нас барате само аминување на овие амандмани, за да вие повторно во владата си носите мерки како што сметате, а видовме претходно, бевме сведоци на носење на мерки кои што беа спротивни од она што Комисијата за заразни болести го предлагаше. Па тука имавме ограничување, односно полициски час за верски обреди, на едни не можеа да си ги остварат, другите пак по завршување на обредот можеа да си одат дома, па затварање на одредени објекти кои што не треба се затворат и обратно, така да сметам дека во делот на мерките има големо промашување, но за тоа најверојатно одговорноста треба да ја бараме на друго место. Доколку веќе сте започнале со овој амандман да решавате специфични околности кои што би можеле да се појават, се поставува прашањето зошто не го решавате тука и она што навистина ги интересира граѓаните, тоа се гужвите пред банките, да речеме, или оние кои што работаат со платен промет. Знаеме дека луѓето со часови чекаат пред банките, чекаат во гужви, си го доведуваат здравјето во прашање и не можат да остварат право на режиски трошоци. Да, имавте можност, доколку навлегувате во детали, да си го решите тоа со овој амандман и да предложите заедно со банките дека ќе отворите поголем број на шалтери, дека ќе го зголемите работното време на банките до 22 часот, дека ќе работат во 2 смени, имајќи предвид дека доаѓа зима. Ајде сега да навлеземе уште по-специфично, доаѓа зима, поладни денови, есенски, зимски, ајде да им помогнеме на пензионерите да не ги изложуваме на здравје, особено на ризик од здравјето, особено ако се има предвид дека не очекува ладна зима, но не очекуваат и картички платежни кои што ќе ги поделите, како што кажавте, на 180.000 пензионери. Па сега 180.000 пензионери, ако се додаде на гужвата со пропаѓањето на пошта и гужвите кои што постојат во моментов, ќе значи чекање, не знам, по цели денови пред банките. Еве ви можност да се допрецизира овој амандман со уредување на работата на банките, односно услови, кадар и потребни други услови кои што треба да ги исполнат банките, за да можат да овозможат на граѓаните да се ги спроведат, односно да се ги реализираат своите режиски трошоци, односно потреби. Се извинувам. Потоа
Исто така би можело да се уреди со овој амандман да се допрецизира и во делот на трошоците кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија во однос на тестирањето. Како што знаеме, огромен број на граѓани одат да се тестираат во приватните лаборатории. Па имаше еден податок дека 5,5 милиони евра дале граѓаните за тестирање за COVID-19 во приватните болници. Ако се земе предвид колку чинат тестовите односно кој е фондовското покривање на цената на тестовите, а колку е во приватните лаборатории, ќе се дојде до заклучок дека навистина представува класичен грабеж. Сега ваму велиме дека во услови на пандемија има рестриктивни мерки за сите, за граѓаните, за правните лица, така натаму, па дајте тогаш да воведеме рестриктивни мерки за оние кои што треба да бидат во служба на граѓаните, односно оние за тестирањето. Нека не кошта тестот 5, 6, 7, 8 илјади денари, да уредиме со овој амандман, нека чини 1800 денари, колку што чини со фондовското покривање на тестовите. Значи, ова се реални проблеми на граѓаните кои за жал некако ги избегнуваме и сега повторно опозицијата е крива, крив е Наче, крива е Гордана, крив е, не знам, председателот Мицкоски, криви се сите, само вие, министре, не сте криви, вие сте супер одлични, само напред продолжите со работа, ние како опозиција нема да говориме затоа што сме нервозни, емотивни, не знам, имаме проблем со вас. Не, министер, немаме проблем со вас. Немаме проблем дури ни со членовите на комисијата кои што не така, кои што дури самите пишуваат поезија во која што не ја признаваат коронавирусот. Тие се дел од комисијата, така да верувајте дека не е проблемот кај нас, туку проблемот е кај вас, во вашето работење и за тоа треба да се понесе одговорност и мислам дека е човечки да се понесе одговорност и поднесувањето на оставка од ваша страна навистина би бил еден гест кој што ќе биде нулта позиција за да почнеме да ги подобруваме општите работи и во здравството и во државата. Тука ќе завршам, доколку има потреба во реплика ќе се вам повторно ви благодарам. Реплика